Прва станица секое утро за 28 годишниот Славе Митовски е дневниот центар за деца со посебни потреби во Гевгелија. Вообичаено овде доаѓа сам, но денеска го придружува неговата мајка Надица. Тој секој ден го поминува со уште 17 луѓе од општината, во едно големо семејство што има потреба од поголема грижа од општеството. Негови браќа и сестри во дневниот центар се деца со аутизам, церебрална парализа, Даунов синдром. Надица вели дека уште на 6 години откриле дека Славе има пречки во развојот и дека е исклучително тешко да се одгледа дете кое бара постојана грижа. Кога бил мал, немало кој да се грижи за него, меѓутоа таа вели дека сега работите се менуваат кон подобро. Кога беше дома, е ограничено, нема со кој. Татко му одеше на работа, ја на работа, сестра му го чуваше, а сега додека иде во центарот, детето сака да се дружи. Тука има другарчиња, тука се дечка со посебни потреби, со мечена комбинација, со секакви диагнози, така да Славчо се прилагодува сега за сега, добар е, среќен е, што е најбитно, мене ми е битно да биде тој среќен. Секоја мајка го посакува тоа за неговото дете. Од минатата година, Слави и останатите деца во овој центар дел од времето го минуваат и во специјалната терапевтска соба, чие опремување го финансираше Европската унија. Лентата за трчање, велосипедот и другите справи им помагаат на децата да ги подобрат сензомоторните вештини. Лане се отвори ова сензорска соба, што им е во голема помош на дечињата. Славче се осеќа тука, убаво вежбат, имат активности и мислам дека има и подобро подобрување во односот како што беше од Лане, мислам. Дефектологот Мери Кузмановска од дневниот центар во Гевгелија веќе 11 години работи со децата со посебни потреби. Оваа терапевтска соба исто така ни го подобри престојот во овој дневен центар, со тоа што ни има возможува на корисниците поквалитетен живот, ги прави поспокојни, порастаретени, посрекни, а исто така и го подобрува нивното телесно здравје. После една година од опремувањето на терапевтската соба, сензомоторните вештини на овие деца се подобрени од 5 до 10%. Дефектологот Кузмановска вели дека се труди да им пружи соодветна грижа на секој од децата. Индивидуално се работи со кој дете колку може, а во текот на целиот ден работиме на културно-хигиенските навики. Осамостојување и подобрување за што е можно понезависен живот, така да имаме корисници кои што самостојни сте во поглед на исхрана, обавување на физиолошките потреби, во поглед на одење до супермаркет, снаоѓање во град, меѓутоа имаме и корисници кои што се потполно зависни од нас и на кои им е потребна нега и грижа. Мери вели дека еднаш неделно во дневниот центар доаѓаат и музичари, чии ноти им ги полнат батериите на овие деца. Проектот Програма за целосна социјализација на деца со посебни потреби во нивните заедници, кој освен опремување на една терапевтска соба во Гевгелија и 3 сензорни соби во Валандово, Богданци и Дојран, Европската унија го поддржа со околу 77.000 евра. Опфати и 11 семинари за обука на наставници, волонтери и групи на родители. Главна цел на проектот е зголемување на социјалната интеграција и развојот на децата со посебни потреби во 4 општини во југоисточниот регион. Со овој проект се опфатени 70 деца. Во Македонија се регистрирани вкупно 2700 деца со посебни потреби. Досега се отворени 25 дневни центри, каде што се згрижени 400 деца со умерени и тешки пречки во развојот. Дел од овие центри се опремени и со специјални сензорни и терапевтски соби, со што се очекува значително да се подобрат сензомоторните вештини на корисниците. Надица Митовска вели дека е оптимист кога гледа дека луѓето стануваат се повеќе свесни за децата како незиниот син и им посветуваат повеќе грижа и внимание. Неизина најголема желба е луѓето со посебни потреби да бидат целосно вклучени во општеството, да имаат соодветно образование, а потоа и работно место, за да може тие самите да се грижат за себе кога нивните родители ќе ги нема.